Последниот неоткриен споменик на културата на тврдината Исар наскоро ќе го догледа светлото на денот. Ќе биде достапен за љубителите на археолошкиот туризам. Овој репрезентативен објект е последниот од неколкуте цркви кои датираат од византискиот и периодот пред тоа. Штипскиот музеј активно работи на конзервација на црквата Свети Власи и на тврдината Исар. Со забрзана динамика која се одвива според договорот за градежни работи подпишан помеѓу општината Штип, Центарот за развој на Источноплански регион и Музејот на град Штип. Под археолошки надзор се случува конзервација и реставрација на сите ѕидови и надзидување од максимум 1,5 метар. Според Штериов, динамиката на реализација на проектот во дел на конзервација е одлична и до крајот на ова календарска година ќе доживее завршница. Овој долгогодишен меѓународен проект. Црквата датира од 14 век, а истата е откриена со археолошките истражувања во 2011 година. Во текст се и подготовките за изградба на пристапна патека и осветлување на целиот простор, инвестиција тешка 109.000 евра. Конзервацијата на црквата Свети Власи е во износ од 89.000 евра. Тоа е вистинско археолошко освежување. Во списите на цар Душан се зборуваше за црквите кои што се наоѓаат на Исарот, и досега само таа црква не беше откриена. Меѓутоа со археолошките истражувања имавме среќа да ја откриеме оваа црква. Меѓутоа уште подобро е кога еден таков објект репрезентативен ќе се открие, па и ќе се успее да се добие проекти и средства да се конзервира. Општината Штип заедно со бугарската општина Белица во наредната година ќе искористат близу 400.000 евра за културен туризам. По примерот на сите балкански држави кои во целост ги акцентираат археолошко-туристичките понуди, и Штипскиот завод музеј е на став дека е потребна поголема амбиција во смисла на маркетинг презентација.